вечер. Централно издание на дневникот на К1 телевизија. Останете со нас, почнуваме веднаш по најавите. 1.770.736 граѓани со право на глас запишани во единствениот избирачки список за престојните парламентарни избори. Започна асфалтирањето на дел од улицата Павел Шатев. Голема наградна игра организира Македонската кошаркарска федерација за љубителите на кошарката кои ги следат надпреварите во салата Јасмин во Кавадарци. Еден милион 770.736 граѓани со право на глас се запишани во избирачкиот список. Но оваа бројка не е конечна. По официјалното распишување на изборите, оние граѓани кои беа избришани по последните проверки, повторно ќе имаат можност од 27 октомври до 16 ноември да се пријават во Државната изборна комисија и повторно да се најдат на избирачкиот список. Заклучно со 30 август во единствениот избирачки список запишани се 1.770.736 граѓани со право на глас. Во споредба со претходните парламентарни избори, бројот на гласачи е намален за 9.392 гласачи. Намалување на бројот на гласачи има во сите изборни единици, со исклучок на изборната единица број 5, во изборните единици 3 и 4. Бројот на гласачи е намален за 1784 гласачи во споредба со претходниот изборен циклус. Неголемо намалување има во првата изборна единица. Оваа состојба не е конечна. Бројот на запишани граѓани со право на глас во избирачкиот список ќе се промени. По официјално распишување на изборите, оние 30.000 граѓани кои беа избришани по последните проверки ќе имаат можност од 27 октомври до 16 ноември, кога најавен увид ќе биде ставен избирачкиот список, повторно да се пријават во Државната изборна комисија и како граѓани со право на глас одново да бидат заведени во единствениот избирачки список. Овој парламентарен состав во собранието ќе работи до 12 октомври, додека изборната кампања ќе започне на 21 ноември. Грчкиот весник Катимерини пренесува дека деновиве се поголем е обидот на мигранти да ја преминат границата. Ако на островот Лесбос се зголемува бројот на мигранти, оправдан е стравот дека голем број од нив ќе се обидат преку Македонија да го продолжат патот кон западните земји. Иако во моментов на нашата граница е мирно, сепак зачестени се нелегалните премини. Валентина Михайловска со сторија токму на оваа тема. Нов мигрантски бран се очекува на македонско-грчката граница оваа есен, за кој се смета дека ќе биде неколку пати поголем од досегашниот. Во првиот бран се претпоставува дека поминаа повеќе од 1 милион лица. Дописникот на МИА од Брисел, Бобан Нонковиќ, во гостувањето на емисијата Отворено за, истакна дека оваа есен ќе биде огромен напливот на мигранти преку западно-балканската рута. Јас очекувам дека сега со овој огромен наплив кој се очекува меѓу другото и заради тоа што Турција и Европската унија оној договор што го направија во март оваа година едноставно се очекува да го прекинат бидејќи Турција не го доби она што го очекуваше. Доби пари и се ветија 6 милиарди евра, доби 3 од тие средства, 3 милиарди директна буџетска поддршка, не на невладините организации и некои меѓународни организации кои делуваат таму, што е многу важно ако говориме подоцна за она што во однос на Република Македонија се помогна од страна на меѓународната заедница и Европската унија и очекувам тој договор да пропадне, а договорот значеше Турција да не пропушта мигранти. И покрај затворањето на балканската бегалска рута во март годинава, илегалниот влез на мигранти во земјава не запира. Грчкиот весник Катимарини пишува дека деновиве е забележено зголемување на обидите на мигрантите да ја преминат границата. Бизнисот со нелегално превезување мигранти продолжува. Само за последните 2 недели полицијата пронајде 90 на мигранти кои најчесто доаѓаат од Авганистан, Сирија и Ирак. Тие беа превезувани од македонски државјани. За нелегално превезување мигранти законот предвидува затворска казна. Регулаторната комисија за енергетика ги објави новите цени на нафтените деривати. Од ноќеска на полнок бензините поскапуваат, а цената на дизелот останува иста.
Малопродажната цена на бензините се зголемува за половина денар, а цената на дизелот останува непромената. Ова е одлуката која денеска ја соопшти регулаторната комисија за енергетика, а започнува да важи од ноќеска на полноќ. Согласно одлуката, новата цена на Евросупер БС 95 ќе биде 62 денари, а на Евросупер БС 98 ќе изнесува 64 денари. Промени има и кај малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство, со зголемувањето за половина денар сега ќе изнесува 37 денари. Мазутот ќе се продава за 23,008 денари за килограм. Инаку просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 2 недели изнесуваше 47,88 долари за барел, а курсот на денарот во однос на доларот 54,52 денари. Катна гаража е единственото решение за недостиг на паркинг простор во градот. Од локалната самоуправа велат дека во тек е изработка на проекта, се размислува и која локација ќе биде најсоодветна. Во крајната одлука ќе учествуваат и граѓаните. Преку анкетни листови велешани ќе го кажат своето мислење. Во процес на подготовка е проект за изградба на катна гаража во општина Велес. Градоначалникот Славчо Чадиев вели дека понудени се 2 локации за изградба на истата. Проектите ќе бидат представени пред граѓаните на општината со цел да го слушнат и мислењето на велешани. Значи го чекаме ние проектот у 3D конструкцијата, мислам подготовка, да го презентираме пред граѓаните, да го слушнеме мислењето на граѓаните дали е прифатливо за нив. Ќе понудиме 2 локации. Едната локација е крши пионерскиот дом, што се викаме традиционално кај библиотеката сегашна, а втората е тука. Доколку биде одбрана локацијата, подсеат кулата за изградба на катна гаража. Истата би имала капацитет од околу 40 на паркинг места за возила. Планот е на катната гаража да помине преку патот. Да, да помине преку патот и да заврши на ивицата на паркчето да остане. И тука би добиле негде околу 1600 квадрата место, простор, каде што би се паркирале околу 40 на автомобили. Во однос на изградба на катна гаража на сегашниот паркинг простор пред судот, Чадиев вели дека по негово мислење и по мислење на стручните лица, тој простор е премногу мал и не дозволува изградба на истата. Започна асфалтирање на дел од улицата Павел Шатев. Се асфалтираат 100 метри должина и 5 метри ширина. За овој проект општината издвои 850.000 денари. На овој потек претходно беше заменета и канализацијата. Се асфалтира дел од улицата Павел Шатев. Делницата која се асфалтира е во должина од 100 метри, а широка 5 метри, но активностите продолжуваат на уште еден крак од оваа улица во должина од 80 метри. Увид на работите изврши градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев. Целокупната инвестиција негде околу 850.000 денари, кое што после завршувањето, значи местењето на канализација и се она што беше придружно, продолжуваме сега со завршниот дел, тоа е асфалтирањето. Значи она што го предвидовме за годинава, завршуваме со асфалтерските работи на овој дел од градот, са понатамо да продолжиме на другите сегменти од асфалтирањето. Предвидено е првите 100 метри да бидат завршени во текот на денешниот ден, а останатите во наредните неколку дена. Општината продолжува со останатите градежни активности во другите делови од градот. Шестата стопанско-туристичка манифестација Теквешки гроздобер заврши. Богатата културно-уметничка програма годинава привлече голем број на посетители, како од Македонија, така и од странство. Мартина Митков и во овој дневник со завршен извештај за 36-тиот пори Тиквешки гроздобер. Заврши стопанско-туристичката манифестација Тиквешки гроздобер 2016. Убаво беше да се биде во градот на виното и грозијето, каде 3 дена се чествуваше виновата лоза. 3 дена посетеноста на градот беше на исклучително ниво. Се дегустираше вино од винарниците на градскиот плоштад, се забавуваше и се слушаше убава музика. Еве што велат анкетираните граѓани, како нив им се допаднала овогодинешната манифестација. Беше супер, организирано. Меѓутоа малку изгледа беше малку порано од што треба да биде, се знае кога е гроздобер, кога се бере грозје, нели? Не може да биде со 10 дена. Иначе од она што
ние карневал што го имаме, има многу промени. Не е оноа старто што беше порно, ајде сега магариња нема, коњи немаме, меѓутоа имаме трактори, имаме да се организираат. Се беше повеќе на музика, се беше нешто добро, у целина беше добро. Петка одлично беше. Многу убаво. Многу убаво и се прошетаме, си видиме се како треба, што треба. Супер. Го гледав синоќа на телевизија. Супер. Супер, гости имаме ни дома, гости шета. За помладите, концертите на риблја чорба и парни ваљак беа на прво место. Некои повеќе се забавувале на риблја чорба, а некои на парни ваљак, во зависност од нивните вкусови на музика која ја преферираат. Супер беше. Бевте ли на концертите? Да. Риблја чорба беа подобри. Убаво ни се допадна. Беше на риблја чорба поубаво, ама на парни вајак поинтересно беше. Тик беше гроз добар. Арен беше. Тие што ги видоме интересни беа. Карнавалот сиромашок. Може да се потрудат малце да го направат за гроздобер да биде, а не карнавал за карнавал. Нели малце повеќе грозје, вино, такви работи. Ба нормално, одлично, тиквишијата е причина за такви работи. Одлично, значи тиквишијата е една напредна со лозарство. Имавме малце од Богданци, имав долу и Гевгелиското имав. Ама беше одлично, пречекав. Гостите што кажа? Да, одлично се, нормално се знае тиквишијата ни е причина за лозарство и винарска ви. Тоа е нешто неверојатно, како секој година што иде и се подобро и подобро иде. Последната вечер од Тиквешкиот Гроздобер заврши со концертите на Tribute to Coldplay и групата Bangladesh, кои исто така анимираа голема посетеност на плоштадот. Со целата оваа манифестација и сите настани кои се реализираа во рамки на истата, се нагласи улогата на традицијата кај кавадарчани, која се темели на негување на култот кон грозието и виното, односно производите кои од памти век го оддржуваат животот на луѓето од овој регион. Четириесет филигрански дела на авторката Мирјана Николовска, изработени со срмен конец во златна и сребрена варијанта, украсени со циркони оригинални охридски бисери, беа представени пред кавадаречката публика. За авторката Николовска ова е продолжување на традицијата и зачувување на еден од најстарите македонски занаети кој се користел низ вековите. Во рамки на Тиквешкиот Гроздобер беше отворена изложба на филигрански мотиви на авторката Мирјана Николовска. Во оваа изложбена поставка беа представени околу 40 филигрански дела изработени со срмен конец во златна и сребрена варијанта, украсени со циркони и оригинални охридски бисери. Конецот, наместо моливот, наместо четката, го користи конецот и златната и сребрената срма за да ги изрази своите чувства кои што преку македонскиот филигран го представува на овие платна. Радоста е уште поголема затоа што овие дела се наоѓаат по голем број на фамилии, голем број на музеи и на луѓе кои што го сакаат овој начин и оваа врста на ликовната уметност. Рачно изработените филигрански дела се со различни димензии зависно од композицијата, секоја оригинално, уникатно и препознатливо за македонското културно поднебје. Покрај домашните љубители на уметноста, оваа поставка ја видоа и гостите од Европската федерација на карневали. Најнапред еве да се заблагодарам на авторката што не почести со нејзината убавина ја донесе во Кавадарци и на таа убавина која што ние ја нудиме на сите вас на кавадарци и на Република Македонија се надоврза и таа со низините навистина прекрасни дела. Мислам дека беше вчера кога го одбележавме празникот Свети Трифон, односно празникот со кој што го одбележувавме првото закројување или првото одење и палење на тракторот по Лозијата на 14 февруар. И еве, денот кога одбележуваме и Гроздоберот, односно сето она кое што за нас кавадарчани значи и почеток и крај на целокупното наше живење. Подпредседателот на Европската федерација на карневалските градови Бранко Брумен од името на сите гости и карневалски групи искажа почит кон Тиквешкиот Гроздобер и Кавадарци како место каде се одржува најстарата стопанско-туристичка манифестација во земјата која го негува култот кон виното и грозието како дар од боговите. Кавадарци со својим гроздобером тиквешким. Кавадарци со Тиквешкиот Гроздобер станаа долгогодишни членови на Карневалската федерација на градови. На денешниот прием добив и
идеја џоломарите од Кавадарци кои го шират културното наследство од овие простори да влезат под капата на организацијата на УНЕСКО како заштита на културното наследство на Кавадарци. Улогата на Карневалската федерација е токму ова: чување, негување, заштита, развој и промоција на изворедното европско културно наследство. Вие во Кавадарци ова го имате. Со изработката на филигранските мотиви, авторката Мирјана Николовска ја продолжува традицијата на еден од најстарите и најубавите македонски занаети кои се користел низ вековите. Според податоците од Државниот завод за статистика, годинава споредено со минатата година, трошоците за изградба на куќа се зголемени. Во Рим отворена изложбата Мајка Тереза, светицата од Скопје, светицата на светот, вести од земјава. Во споредба со првиот квартал, во вториот квартал од годинава трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување се повисоки за 2%, за материјали за 1,3% и за 3,5% се зголемени трошоците за вработените. Според податоците објавени од Државниот завод за статистика, за разлика од вториот квартал минатата година, во вториот квартал оваа година трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување се пониски за 2,7% и за 5,5% за материјали, а трошоците за вработените се повисоки за 4,9%. Мајка Тереза, светицата од Скопје, светицата на светот е насловот на изложбата која синоќа во црквата Свети Станислав во Рим беше свечено отворена во чест на Мајка Тереза. Изложбата е во организација на Министерството за култура и спомен куќата на Мајка Тереза од Скопје, а содржи фотографии и текстови за нејзиниот живот и дело. Своје обраќање пред бројните гости имаше и министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска, која истакна дека изложбата представува еден мал придонес на нашата држава во одбележување на историскиот чин, прогласувањето на Мајка Тереза за светица, јавува Мија. Мајка Тереза со својот живот и дело се впиша во вечната книга на светителите. Таа стана пример за предано служење на Бога, символ на милосрдието, на добрината и хуманоста, додаде Канчевска-Милевска. Како дел од изложбата беше прикажан и документарниот филм на продуцентската куќа Вардар Филм, во кој е представена нејзината хумана мисија и посетата на родниот град. Најмалку 18 лица загинаа во 4 експлозии кои избувнаа во неколку сириски области и градови кои се под контрола на власта. 3 лица загинаа, над 200 се евакуирани со хеликоптери во поплавите во југозападното крајбрежје на Мексико. Ова е свето денеска. Најмалку 18 лица загинаа во најмалку 4 експлозии кои избувнаа во неколку сириски области и градови кои се под контрола на власта. Нападите се извршени во предградие на Дамаск во провинциите Хасака и Хомс, како и во пристанишниот град Тартус. Автомобил бомба експлодирал во близина на воен контролен пункт во градот Хомс, изјавил гувернерот на оваа провинција. Првичните информации говорат дека загинале 2 војници, а 4 се повредени, од кои едниот потешко. Според западните медиуми, 5 лица се убиени во 2 експлозии на мостот Азрун на автопат во близина на Тартус. Друга експлозија одекнала на пат западно од Дамаск. Во провинцијата Хасака во еден населен дел бил извршен самоубиствен напад. Сирискиот центар за мониторинг на човековите права соопшти за експлозија во градот Камишли. Засега ниту една од екстремистичките групи во Сирија не ја презеде одговорноста за нападите. Три лица загинаа, над 200 се евакуирани со хеликоптери во поплавите во југозападното крајбрежје на Мексико, соопштија локалните власти. Гувернерот на државата Чиапас Мануел Веласко на Твитер објавил дека тоа се најпоројните дождови во градот Тухтла во изминатите 32 години. Според соопштението на властите, 600 лица се сместени во привремени засолништа, затоа што нивните домови се поплавени. Во државата Гереро, властите регистрираа 33 свлечишта.
3 лица беа ранети при пропаѓање на една од централните улици во пристанишниот град Акапулко, соопшти Општинската служба за цивилна заштита. Три балистички ракети истрела Северна Кореја кон Јапонско море, соопшти командата на Јужнокорејската армија. Ракетите били истрелани од западна област, јужно од главниот град Пјонгјанг, само неколку часа по средбата на лидерите на Јужна Кореја и Кина во кинескиот град Ханџоу. Јапонската крајбрежна стража ги повика екипажите на бродовите кои се наоѓаат во реонот, каде се претпоставува дека паднале ракетите, да не се приближуваат до остатоците доколку ги забележат. Со цел да ги потврди наводите за истреланите ракети, Министерството за одбрана на Јапонија собира податоци. Не е познато со колкав дострел биле севернокорејските ракети. Сонцето кое го имавме во утринските часови полека заминува, настапува облачно време. Метеоролозите најавуваат и врнежи. Еве какви ќе бидат температурите и какво време не очекува во текот на денот. И овде го завршуваме информативното издание на Централниот дневник на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието, а вие понатаму останете со програмата на К1 телевизија. Пријатно!